Благодарам на сите, благодарам на присуството, градоначалник, благодарам на убавата најава. Поштувани пријатели, навистина е задоволство вака да ве видам во голем, огромен број на последниот ден од кампањата во првиот круг на претседателските избори. За парламентарни продолжуваме веќе од утре. На почеток би сакал да го поздравам, да се заблагодарам за поддршката на македонската спортска легенда Борко Ристовски е со нас. Да го поздравиме Борко, благодарам на поддршката. Денеска ни помогна во кампањата, беше од врата на врата тука во Прилеп и слушнав дека имало добри реакции, така што мислам дека е тоа добра најава дека ќе имаме најдобар резултат до сега во Прилеп и дека ќе имаме една огромна победа, така што енергијата се чувствува од сите страни. Благодарам уште еднаш. Поштувани пријатели, гледате дека како поминуваат овие 20 дена кампања, така нервозата кај Стево Пендаровски експоненцијално расте. Ако првите денови се обидуваше да ја контролира, веќе последниве денови, како што гледате, воопшто не ја контролира. Ако првите денови се обидуваше да се представи како еден фин господин кој што поима нема што прават неговата политичка партија СДСМ и политичката партија која што го поддржува ДУИ, веќе последниве денови е јасно дека тој е креаторот на сето она што се случува. Ако на почеток сакаше да се представи како честен човек, не одговарајќи на прашањата кои што јас лично му ги поставував во овие 20 дена, три многу едноставни. Прво, зошто ги подпиша измените на кривичниот законник со кој што се направи амнестија на криминалците. Второ, зошто нема осудено ни една криминална афера досега. И трето, зошто дозволува кампањата му е финансирана од крадени ваши народни пари. Наместо да одговори на овие три прашања, веќе последниве денови не може да се контролира, па тргна со лични навреди кон мене. Сега, затоа што јас не сум како некои други и со мене не може да се играат, откако го доби одговорот вчера од вашава соседна општина Новаци, гледам некако денеска менува теми, нема концентриран настап. Ми кажеа дека на интервјуто на Канал 5 на две прашања не дал логичен одговор. Ми кажуваат дека вечерва Битола не бил сигурен каков настап ќе има, што само говори дека нервозата е на највисоко можно ниво, затоа што е свесен дека за 2 дена во среда, од прилика ова време, ќе му стигнат бројките и тие ќе бидат 6 цифрена разлика за Гордана Силјановска-Давкова и за ВМРО ДПМН, што ќе е предвесник на огромна победа на 8 мај и влада предводена од ВМРО ДПМН. Така што, во однос на нервозата на Стево Пендаровски јасно е, но имаме една работа нова да му порачам тука од Прилеп, од вашава преубава населба тука, а тоа е дека ние со Стево Пендаровски нема да застанеме и нема да завршиме со тоа што ќе го поразиме на избори. Мислам дека сериозно не подценил, а ме подценил и мене лично ако мисли дека ќе завршиме тука. Мислам дека многу предизвици му доаѓаат по 12 мај кога формално заминува од претседателската функција. Да видиме како е возможно соопштението кое што денес го пушти СДСМ, односно пресконференцијата која што ја имаше денеска СДСМ за мене, да е иста со извештаите кои што една институција која што е под негова надлежност ги праќа до одредени представници на западните држави во земјава. Како е возможно баш збор до збор пресконференцијата на СДСМ и тие извештаи на таа институција да се исти? Од тука ќе почнеме. За другото, ако не се откаже Стево меѓу двата круга, ќе зборувам од четврток, затоа што нели утре и заутре молк за претседателски избори. Ќе завршам тука за претседателските избори. Сакам само да ве повикам масовно да излезете на 24 април, тоа е за 2 дена во среда. Многу е битно да имаме максимално добар резултат, најголема можна излезност и 6 цифрена разлика за да завршиме работата уште во првиот круг,
да нема дилеми и следните 2 недели да бидат една пријатна кампања во која што нема се занимаваме нити со СДСМ, нити со Пендаровски, нити со нивните лаги и фабрикати, туку ќе ја представиме нашата програма, нашите концепти и на 8 мај ќе избереме Гордана за председател на Македонија, Христијан Минсковски за премиер и ќе формираме влада предводена од ВМРО-ДПМН. Затоа ја повикувам, ме замолувам на масовна референдумска излезност, на најголема излезност досега во историјата на Прилеп, за да покажеме дека навистина сакаме да се случат промените. Во однос на парламентарните избори, таму кампањата не запира, мислам дека СДСМ се свесни дека и она малце што се обидуваа да го сокријат во делот на криминал и корупција излезе на површина. Земете го само Прилеп. Има вчера еден јавен настап во кој што обелоденив дека директорката на Прилепската болница ги краде пациентите, го краде сопствениот народ со тендери кои што ги прави со иста фирма и едниот од другиот е за 100% поскап за исти услуги. Значи не е за 5, не за 10, за 100% поскап за исти услуги. Одржување на компјутерски систем месечно пред 2 години чинело со истата фирма 2.500 евра, после 2 години чини 5.000 евра месечно, а не сум сигурен дека во Прилепската болница дупло има повеќе компјутери или дупло повеќе апарати од ова што слушам, и помалце апарати има, и помалце компјутери, и помалце доктори, и повеќе оделенија се затворени. Да и најавам дека утре ќе продолжиме, нека чека през во 11 часот и се надевам дека побрзо ќе го напише демантот овај пат, да не чекаме како до сега. Односно, јас вчера имав прес, слушам дека дури вечерва одговорила дека многу работа имало, така што еве нека се спрема утре во 11 на прес, нека се координираат со Венко Филипче што ќе одговорат, за да можеме побрзо да развиеме дебата. А после избори нека се спрема за други типови на средби и други типови на одговори кои што ќе треба да ги дава пред надлежното обвинителство, кое што после тоа ќе процени дали има или нема криминал и секако доколку има криминал ќе треба да дава одговори пред надлежните судови во Македонија, затоа што на тој начин ние планираме да се справуваме со криминалот и корупцијата во Македонија. И ова нема да е единствен случај во Прилеп, има и за многу други институции во градов, каде што е јасно дека има бројни злоупотреби и каде што е јасно дека се крадат народните пари, како што, да ги поздравам, не сме ги заборавиле нити претходниот градоначалник, нити претходните директори на јавни предпријатија, кои што мислат дека се спасија краткотрајно затоа што обвинителството ги штити, после избори ќе ги ослободиме и судството и обвинителството и тие ќе си одговараат за злоделата кои што ги направија на градов и го донесоа во ситуација да градоначалникот со неговиот тим се уште решаваат стари наследени проблеми, враќаат стари долгови и се уште не можат финансиски да консолидираат општината, затоа што во 4 години пустош направија, за тоа ќе одговараат еве од тука да им кажам. Сакам уште една порака да пренесам. Да не мислат овие активисти на СДСМ дека било кој ќе ги штити после 8 мај. После 8 мај таква бежанија ќе има во СДСМ, да мислам дека телефон ќе нема кој да им крене. И затоа ги предупредувам да не прават нерегуларности, да не прават глупости, да не влегуваат во незаконски активности, да не се обидуваат да притискаат или подкупуваат гласачи. Затоа многу сериозно се одговара. Кажувам денес затоа што обично тие работи се да само во молкот ги прави, предпоставам дека утре ќе почнат да пробуваат да ги прават. Ве предупредувам, не го правите тоа, ќе нема кој да ве заштити. Пола ваши функционери на 7 ќе бидат заминати, нема ни 8 да го дочекаат во Македонија, а другите пола ред чекаат пред ВМРО-ДПМН, кој прв да го накодоши другиот што е позади него, за да се спаси на некој начин, ама нема никој од нив да се спаси, затоа што сите, повторувам, од прв до последен ќе одговараат и затоа, почитувани пријатели од СДСМ, гласачи на СДСМ и активисти на СДСМ, не влегувајте во незаконски активности, затоа што никој нема да може да ве заштити, ова е најдобро намерен совет. Како што мислам дека исто така е фер да кажам уште неколку работи поврзани со парламентарните избори. Во 4-та изборна единица очекувам најдобар резултат за ВМРО-ДПМН,
Со најмногу гласови и најмногу пратеници, мислам дека најголемата победа ВМРО ДПМН ќе има токму тука и сум убеден по ова што гледам, не само во Прилеп, туку во целата изборна единица, дека победата ќе е најголема токму во четворката. Точно е. Многу често било така, еве не секогаш, но на овие избори сигурно ќе е така. Она што сакам да го кажам поврзано со парламентарните избори. На другата страна имам против кандидат кој што сака да е и доктор и политичар. На крај ќе излезе и лош доктор и лош политичар. Човек кој што трчајќи по слава злоупотребува човечки судбини и пациенти. Слушам вртел по телефони на пациенти и на родители на пациенти да бара да се сретне со нив. Видовте дека со дел од нив и се сретна и ги злоупотреби. Морам да кажам дека едно семејство кое што беше сликано во неговата кампања ме побара, ми се јави и ми кажа дека не биле ни свесни дека ќе ги објави во кампања за политичка партија, односно на избори, и дека се згрозени од она што го направи. Мислам дека како доктор треба етиката и моралот да му работат и да престане да ја прави таа работа. Иако не сум оптимист. Слушам пред некој ден на клиниката за неврохирургија, каде што докторите тоа го знаат подобро од мене, условите треба се стерилни, каде што се работи со најосетливи пациенти, влегле цели екипи на маркетинг агенцијата која што му работи пиар, да снимаат спотови со камери во операциони сали. Извинете, ама тоа е злоупотреба. И на професијата, но исто така и на институцијата. И на крајот на денот тоа е дно од однос. Тоа е никаков морал и тоа е целосна нечовечност. За мене зборуваат да не била политиката леп, ќе сум немал да јадам. Им одговорив за тоа вчера, не би се повторувал, но очигледно за нив основната професија ништо не им донесла, па мораат да се туркаат во политикава, злоупотребувајќи ја основната професија. Со такви луѓе имаме работа, за жал. И затоа мора на 8 мај масовно да излеземе, да ги казнеме и никогаш повеќе да не се повторат во Македонија. Никогаш повеќе политичка структура како СДСМ и ДУИ да не добија шанса во Македонија да одлучува за човечки судбини. И ќе завршам со уште малце за нервозата. Предпоставам сите го видовте вчера Али Ахмети на Скопскиот митинг. Таму имаше две работи, една порака која што ќе искоментирам, но која што беше гласна, но и една скриена порака. Ќе почнам од скриената порака. Али Ахмети одржа митинг на Скопскиот плоштад, на централниот плоштад на нашата држава, кој што се вика Македонија, пред споменикот на Александар Македонски. На тој начин сакајќи да покаже кој е газда во Македонија. Митингот на Ахмети вчера само го демонстрираше тоа што ние окажуваме цело време, а тоа е дека газда на Македонија е Али Ахмети и дека СДСМ му дозволува да газдува со Македонија. Во исти ден имаја митинг. СДСМ отиде пред Рамстор, овие отидоа на плоштад. Тоа многу јасно покажува кој е газда во Македонија, но и кој им дозволува да се газди во Македонија. И втората работа, ја слушнавте сите, тоа беа заканите упатени кон нашиот председател, кон председателот на партијата Христијан Мицкоски, закани кои што се акт на нервоза, но и закани кои што многу кажуваат за структурата на Али Ахмети. Секогаш, кога ќе ги фатите со криминал, се повикуваат на УЧК. Секогаш, кога ќе ги фатите во корупција, повикуваат на војна. Секогаш, кога ќе им кажете дека ќе одговараат, велат дека, како што речете, се случила Белја. Да им порачам од овде, ова не е 2001, ова е 2024, прво. Второ, ова раководство на ВМРО ДПМН за среќа не е исто како тоа од 2001 година и ние нити ви се плашиме, нити ќе ви попуштиме, нити ќе седнеме на иста маса со вас да преговараме, камоли ја се договориме. Со нас компромис нема, со нас договор нема.
Знам дека не подценивте, знам дека сме најподценета структура која што излегла на политичкава сцена, но ударот ќе го добиете токму од најподценетата политичка структура во Македонија, затоа што ние ќе ви го зададеме финалниот удар, повторувам, ова не е 2001, ова е 2024, ќе одговарате сите од прв до последен за сиот криминал кој што сте го направиле. И нема во Македонија да има нити белја, нити конфликт, ќе има само редовно одење во затвор. Затоа, почитувани пријатели, на 8 мај, масовно да излеземе да гласаме, да ни дадете шанса, ова што го зборуваме да го реализираме, да направиме на поубава држава, држава која што ќе го исчисти криминалот и корупцијата, во која што бандитите ќе одговараат, влада без ДУИ, влада предводена од ВМРО-ДПМН, влада предводена од Христијан Мицкоски, влада која што за Прилеп ќе прави убави работи и за Пелагонискиот регион ќе прави убави работи. Да сте здрави и живи. Победуваме. Благодарам.